Советот на општина Битола врз основа на член 26.2 од статутот на општината Битола ја отворам втората седница на Советот на општина Битола. Врз основа на евиденцијата од службата констатирам дека на седницата присуствуваат 28 членови на Советот, па според тоа Советот го има потребното мнозинство за работа и може полноважно да одлучува. Двајца советници најавија свое отсуство, а еден го најави своето присуство. Согласно член 44 од Законот за локална самоуправа, сакам да ги подсетам членовите на Советот дека се должни да го информираат Советот за прашањата кои се на дневен ред и ако некој член на Советот има финансиски или друг интерес, дека не може да одлучува во процесот на одлучувањето. Ве информирам дека до почетокот на седницата никој до мене не достави известување дека има конфликт на интереси согласно член 44 од Законот. Дозволете ми да го поздравам присуството на сите гости и представници на средствата за јавно информирање. Ве известувам дека се поканети да присуствуваат и учествуваат во работата сите представници на медиумите. Почитувани членови на Советот, за денешната седница предложен е следниот дневен ред. Програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2021 година. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Програма за измена и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола до 2021 година. Програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2022 до 2024 година. Формирање комисија за финансии и буџет, формирање комисија за јавни и комунални дејности, формирање комисија за урбанизам и заштита на животната средина, формирање комисија за јавни дејности, формирање комисија за местна самоуправа, формирање комисија за заштита на човековата средина, формирање комисија за доделување на општински признанија и награди, формирање комисија за статут и прописи, формирање комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите, формирање комисија за вршење надзор на материјално-финансиското работење, формирање комисија за евроинтеграција и меѓународна соработка, формирање комисија за млади, спорт и рекреација, формирање комисија за локален економски развој, формирање комисија за безбедност, формирање комисија за правата на децата, формирање комисија за подигање на спомен обележја, Управен одбор за наградата 4 ноември на Советот на општина Битола и решение за определување членови на Советот на општина Битола кои ќе учествуваат при склучување на бракот. Дали има предлог за измена и дополнување на предложениот дневен ред? Кој е за предложениот дневен ред, молам да крене рака. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Имам еден предлог, дали може од прва до четврта точка на дневен ред да имаме заедничка расправа. Со координаторите се договоривме дека нема проблем. Минуваме на точките од дневниот ред. Програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2021 година. Втора точка. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Програма за измена и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти и инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2021 година. Програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2022 до 2024 година. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор. Методи Елиевски. Ке ве замолам сите членови на Советот да имате маски. Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувани гости, како член на Советот во континуитет од 2013 година па наваму, мислам дека повеќе од потребно беше да земам дискусија и да направам едно разгледување и образложение на
предлог документот кој го имаме од страна на службите испратено за развојната програма за развојните планови на општина Битола за период од 2022-2024 година. Пред да го кажем тоа, сакам да кажам една работа за битолчаните да им стане појасно. Значи денес водиме заедничка расправа за точките кои ги предлага одделението за јавни комунални дејности, во која во првите 3 точки главниот акцент се става на обезбедување финансиски средства и како побрзо да биде саниран мостот кај Безистенот, не го знам точното име на мостот, кај Безистенот се со цел да полесно функционира општина Битола, бидејќи знаеме дека во ударниот термин некаде околу пладне таму се ствара навистина голема гужва. Јас би сакал тој мост, јас лично, така наречено во наводници да окрстам Климент Охридски. Зошто сакам да окрстам Климент Охридски? Значи некаде пред 4 години, кога имавме ваква иста слична ситуација, кога во правните лабиринти заглави општина Битола со санацијата и реконструкцијата на улицата Климент Охридски кај водовод, тогашната опозиција, сега власт, сите заедно, сите 3 политички партии кои сочинуваат власта беа зашто и како тоа општина Битола не може да се справи со санација на една улица од 100 метри. Јас сега ќе кажам истото, дека мостот Климент Охридски, кој ќе го повторувам овде во наредниот период, сум сигурно убеден дека ние ќе гласаме за сите тие работи да ви помогнеме за побрзо да го направите, меѓутоа до месец март, односно месец април, ви уверувам сите, па и битолската јавност дека тој нема да биде пуштен целосно во употреба. Затоа, колеги, односно почитувана битолска јавност, добре дојдовте во клубот, седнавте на жешкото столче и сум убеден дека нема да ви биде лесно, бидејќи ние ќе бидеме конструктивна опозиција, која опозиција ќе ве потсетува се она што говоревте вие како тогашна опозиција во изминатите 4 години. Тоа што сакам да кажам за развојната програма во општина Битола, која имаме пред нас, како општина Битола ќе се развива во изминатите 3 години, 2022, 2023 и 2024 година. Почитувани колеги и граѓани, денес се потврдува коалицијата помеѓу ДПМН, поинаку и Левица, дека тоа е само во интерес на граѓаните. Зошто го кажувам тоа? Е следното. Доколку добро разгледате програмата, во неа ние никогаш не зборувам со бројки, нема да зборувам со бројки, зборувам со факти и со проекти. Ќе видиме добро дека во неа има составено 24 проекти како треба да се развива општина Битола во наредните 3 години. И ако добро анализираат истата таа програма, оние кои ги следат случувањата во општина Битола, работата на советот и така натаму, ќе забележи дека 22 од тие 24 се отпочнати проекти во изминатите 4 години. Тоа значи дека сегашната власт ништо ново не му нуди на битолчани. Има 2 проекти за кои ќе зборувам и за тоа. 22 проекти, ќе одам неколку од нив клучните, ќе сакам да ги споменам и да направам една мала анализа. И тоа вака. Илинденска улица, најголемата улица, метража, километража и така натаму, да се одваживме. Јас тука зборував таа некаде околу 2015 година дека е потребно таа да се реновира и реконструира. Во 2017 започнавме, 2021 таа се завршува. Најдолгата улица за новите советници кои не ги знаат одредени податоци во нашиот град, таа е најдолгата улица по метража во нашиот град. Ние ја започнавме и ја завршуваме. Општина Битола завршуваме и тоа започнува нашиот мандат. Реконструкција на улица Довлеџик, 100% проект кој започнал од претходната власт. Патот Трново и Магарево, исто така. Реконструкција на Солунска започнала, ќе тече во наредниот период, таа е голема улица, врви низ централното градско подрачје, не може така лесно да се реновира и реконструира. Арама, да, ја започнала претходната власт, ја започнала и Двојче, меѓутоа сериозни финансиски средства се вложија во изминатиот период, за да таму се овозможат основни услови за да инвеститорите почнат да функционираат и да градат. Офицерскиот дом, 100% проект на претходната власт. Вие
тогашната 2014-2015 година, тогашната власт сакаше да го продава, издава и така натаму. Ние се боревме, јас бев еден од говорниците на тие протести кои организиравме и сум среќен дека офицерскиот дом го доби вистинскиот сјај и дека тоа е 100% проект и ми е мило што тоа тука некаде завршува. Имаме спортски комплекс, ќе зборувам подоцна за истиот, стадионот и реконструкција на водоводи, 2 август улица, 1 мај и така натаму. Значи сето тоа 22 од 24 проекти, 22 ќе развиват општина Битола како власт, говоревте, визија, платформи нудевте на граѓаните и така натаму, со проектите на СДСМ. Развојна Битола во период 22, 23, 24 година со проектите на СДСМ. Тоа е вистината, почитувани сограѓани и почитувани битолчани. Додека за двата проекти, кои се дополнителни во оваа програма, а не беа отпочнати од претходната власт, односно од претходната градоначалничка, тоа се мултифункционално спортски комплекс и пожарната. Тие двата исто така ги имаше во програмата нашиот кандидат. Граѓаните го кажаа своето мислење, ви дадоа вас поддршка, меѓутоа ние сме зато тука да видиме сериозен коректор, ние ќе гласаме за ова, бидејќи и тие два проекти, доколку и ние бевме, ќе беа поставени затоа што тие реално се навистина потребни за битолчани. На Битола му фалат повеќе спортски комплекси, меѓутоа да почнеме од некаде. А ние започнавме од некаде, затоа што ние го финиширавме стадионот, ние реконструиравме спортската сала, ние создадовме нови, реновирани училишни дворови и спортски игралишта. Меѓутоа, како човек од спортот, секогаш тврдам дека пари во спортот и образованието, каде што треба да вложуваме за здравите генерации, никогаш не е доволно и затоа секогаш ќе видиме во тој правец конструктивни. Разгледувајќи ги, подготувајќи се за оваа седница, разгледувајќи и програмата на ДПМНЕ, видов и претходно имав разгледувано, видов доста интересни работи, меѓу кои ги видов и овие двата проекти, односно мултифункционален спортски комплекс и нова противпожарна единица, односно пожарна. И тоа е многу во ред, од некаде се почнува и така натаму. Меѓутоа, го немав, ама се потрудив да го најдам, едно весниче кое шеташе низ градот и се потрудив да го анализирам. За жал, ниту еден проект кој тука стои дека ќе бидат реализирани во изминатите 4 години, го нема во развојниот план на општина Битола во наредните 3 години. Сега сакам со ова да се надоврзам и да кажам следното. Она кој го кажав надвор на минатата седница, бидејќи немав прилика да го кажам тоа тука, така се одвива текот на настаните на седницата, дека коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН, Левица и поинаку е само од лични интереси, денес прв пат се потврдува. За само 15 дена од денес, за новите колеги советници, ќе треба да го имаме испратено од службите на разгледување предлог буџетот за 2022 година. 5 и 6 декември ние го добиваме истиот, некаде 26-27 декември го разгледуваме и 27-28 декември го гласаме. Ќе видиме тогаш колку проекти, проектчина и така натаму ќе бидат инсталирани од ова весниче и колку навистина били излажани или не били излажани битолчани. Почитувани колеги, почитувана битолска јавност. Мило ми е доколку во одредени мои зборови некој во иднина ме демантира во наредниот период. Бидејќи јас сум битолчанец, сакам да живеам тука и ќе останам да живеам тука и немам втор дом. Но не на ваков начин во кој сум убеден дека од старт пробува да се замајува битолската јавност дека некој кој бил борец во изминатите 3, 4, 5, 6 години
за доброто на битолчани, веднаш почува да работи. Да, почува да работи веднаш за своите лични интереси. Доколку некој навистина имаше лични цели, лични заложби, да не критикувам се, тука има убави проекти. Тука има убави проекти. Сум сигурен дека еден од 10 позитивни работи според мен и остварливи, бидејќи добра познам локалната самоуправа, можеше да биде инсталиран во развојната програма 2022, 2023, 2024 година. Почитувани колеги и почитувана битолска јавност, таа е вистината за моменталната коалиција која ќе ја води општина Битола во наредните 4 години. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Пеце Милевски. Почитувана председателке, почитувани колеги, медиуми, до почитуваниот колега, мислам дека нови советници, стари советници, да оставиме времето, тие се доволно луѓе со капацитет, нема потреба веднаш. Како се носи буџетот и така натаму, веќе се доволно запознати со функционирањето на локалната самоуправа. Во однос на мостот, да почнеме вака ретроградно, јас мислев дека ќе зборуваме за позитивните работи, односно заедничкиот интерес на граѓаните на општина Битола. Ако некој друг практикува локална самоуправа со правење сериозни пресеци и отфрлање на готови проекти и кочење на општината 3 години ништо да не сработи и во последните 6 месеци да му текне да работи и да го ископа цел град, тогаш, ако е тоа добра пракса, се покаже дека не е, ние тоа не планираме да го правиме. Развојната програма како развојна програма, се она што е како проект предвидено или спремно, ВМРО ДПМН со позитивна мисла ќе продолжи како локална самоуправа, заедно со мнозинството, градоначалникот, да го дореализира, тоест да го заврши. И така треба да функционираме. Не е работата дојде некоја друга власт, прекина се, па сега ајде наново, ќе почнуваме и граѓаните ќе страдат и ќе чекаат и ќе ја направиме општината штедилница и ќе ги чуваме парите некаде таму. Идејата е тие пари да имаат обрт и граѓаните со нивните плаќања кон општината, издатоци, даноци, собирање и така натаму да видат одреден бенефит. Во однос на мостот, не знам што правевте 4 години за предизбори, тоест помеѓу двата круга, да се ископа мостот и не знам која дал наредбата и насоката и дали тоа го направило јавното предпријатие Нискоградба и директорот и кој му дал налог тоа да го направи во овој момент, но максимално се трудиме и ќе се трудиме. Повикани се сите можни фактори кои што треба да проверат статика, можност на реконструкција, како ќе се одвива сето тоа и така натаму. Граѓаните ќе добијат за скоро време и нов режим на сообраќај за да се олесни целото функционирање во центарот на градот. Намерите се многу позитивни, така и влеговме во целата кампања, така и по кампањата, мислам дека коалицијата со народот, со граѓаните успешно ќе и реализира проектите и развојната програма нормално, но да не се залажуваме во развојната програма чии проекти се ставени и чии проекти не се ставени, има и едногодишни, како што кажавте, има и буџет, сето тоа ќе се види за многу скоро време. Пак ќе повторам, различни сме од вас и не ги кочиме директно проектите, кои што може да се реализираат во интерес на граѓаните. Ако зборуваме за Елинденска, подобро да не се навраќаме на инциденти сообраќајни кои што настануваат таму и колку време се градеше, а дали е таа најдолга улица или има и други подолги, поголеми зафати кои што се направени во минатото, граѓаните исто така може да оценат какви градежни зафати се направени. Околу спортските, да речам, проекти, кој што започнал, кој што завршил, стадионот е започнат во едно друго време, од проект, од идеја, и вие како локална самоуправа на почетокот не бевте многу среќни, па не го сакавте, не ви одговараше,
но добро е што се направени толку цврсти договори во однос на тој проект, па мораше да го продолжите. Инаку граѓаните ќе видеа и таму сериозна кочница и сега ќе го немаше ова што се случува таму. Значи тој проект за среќа продолживте да ги реализирате по план онака како што беше зацртано и според договорите кои што беа подпишани, за да дојде момент не само стадионот во Битола да имаме и спортска сала, која што е ставена во развојна програма и која што вака грубо би ќе чини околу 180 милиони денари во наредните 3 години. И исто така како и за спортската сала, чија што реконструкција е направена, сериозната реконструкција е направена во едно друго време, за која што ако не се направеше повлекувањето на трибините, промена на подот и така натаму, сега немаше да гледаме ни европски надпревари тука. Но добро е кога се запазува континуитетот. Сега доаѓаме на тој момент. Секогаш е добро кога правиме надградба, апдейт на нештото. Не да правиме пресеци. Тоа е вака генерално што имам да кажам. Развојната програма имаме 2 големи проекти, противпожарната станица исто така битна, но сметам дека заедно како Совет и во едногодишните програми ќе бидеме конструктивни и при креирањето на буџетот, исто така ќе бидеме заедно со една мисла. Најважна ни е интересот на граѓаните, да реализираме проекти во нивни интерес и тоа е она што ќе го работиме, затоа што за нас се битни промените кои што се случија, проектите кои што ќе ги реализираме и нормално сите заеднички победи. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас ќе земам збор. Почитувани присутни, почитуван колега Илиевски, за едно дете да го крстите, треба прво да го родите. Така и со мостот. Откако ќе се направи, никој нема да има против да му се даде и име. Ама вие, колега Илиевски, добивте Жежок Шамар од Битолчани и уште не ви иде умо. Мафтате тука со весничето што шеташе низ град, а тоа весничето беше поддржано од 4300 битолчани, кои знаат дека поинаку во овој Совет ќе поддржи секој добар проект, исто како што поддржуваше во претходниот, а вие ниеднаш јавно не кажавте дека како власт поинаку гласало за ваши предлози и проекти. Вие ќе сте биле коректор и конструктивна опозиција. Тоа го видовме на првата седница на конститутивната, кога без никаква причина не поддржавте председател на Совет, а ние како поинаку пред 4 години, иако не бевме во коалиција со власта, поддржавме председател на Совет, кој доаѓаше од редовите на тогашната актуелна власт и му дадовме можност да работи за Битола. Може би денес подобро ќе беше за вас, ако имавме блокиран Совет, ако не се избереше председател, ако не поминеше ребалансот, ако училиштата останеа без електрична енергија, може би денес ќе бевте посреќени, помалку ќе викавте одговорница. Не знам. Председател на Совет е избран 3 дена, ако може некој за 3 дена да смени развојна програма, тогаш ќе треба да стопира се што било планирано, како што беше случајот со улицата која вие спомнавте и која заради лични хирови беше стопирана и општината плаќаше пенали и станавме циркус во државата за една улица од 200 метри, тогаш добро, може би тоа е за вас добро, меѓутоа ние не размислуваме така. Имавте една реченица која ја кажавте вака: ние започнавме, ние завршивме, СДСМ почна, СДСМ заврши. Во општина Битола
парите на општина Битола не се на СДСМ и не може СДСМ да почне, туку тоа го почнуваат луѓето кои се вработени во општината и кои се администрација и кои имаат работни задачи кои си ги исполнуваат и тие не се ни СДСМ, ни ВМРО, ни поинаку, ни Левица, ни никој друг. И тие работат според она што е предвидено. Да не се лажиме дека вие сте започнале и сте завршиле, бидејќи за тоа сте добиле поддршка прво од граѓаните, а второ сте добиле проекти кои биле во тек. Ке ве подсетам дека до лани Наташа работеше со проекти кои беа од претходната локална самоуправа и истите ги промовираше. Ако е начинот на работа на една општина, кој ќе дојде некој нов, од некоја нова политичка партија се да стопира, кажете. Имавте една реченица дека денес се виделе личните интереси на коалицијата поинаку Левица и ВМРО. Ви благодарам, колега Илиевски. Јас не знаев дека мултифункционален комплекс ќе се направи кај мене пред врата и ќе го користам само јас, или кај Чулаковски ќе се направи противпожарна единица и тој ќе биде газда на неа. Јас мислев дека тие се проекти за градот и дека од нив ќе видиме бенефиците ние, а и вие. Наше е да дадеме поддршка. Дали ќе се реализира, ќе видиме. Доколку не се реализира, бидете сигурни дека ние први ќе бидеме тие кои ќе реагираат. Го спомнавте буџетот. Да, ќе се прави буџетот на општина Битола. Дали на поинаку проектите ќе бидат во него, ќе видиме кога ќе го добиеме. Дали во овие развојни програми има делови проекти кои биле на поинаку, доколку ги прочитавте добро сите улици, доколку видите што се има внатре, немаше да зборувате вака, бидејќи нормално дека и ние сме ги прочитале и знаеме дека дел од нашите барања се внатре, а и вчера на состанок бевте присутни, меѓутоа очигледно ќе треба и комисиите да ги снимаме, а ќе ги снимаме во нареден период, па да види јавноста дали некој прашал, добил одговор и што се разговарало на тие комисии. Меѓутоа, да ве подсетам дека во 4 години ниеден предлог на поинаку од страна на актуелната власт не беше прифатен, апсолутно ниеден. Така да, мислам дека во 3 дена премногу кажавте тешки зборови, а најмногу од се е тоа дека овде имало конструктивна опозиција. Конструктивната опозиција ќе гласаше за овој совет да почне да работи. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Гаврил. Здраво. Медиуми, здраво колеги, почитувана председателке. Не знам, пуштен ми е, да? Да, присуствувате. Колега Илиевски, вашите проекти со кои ја добивте поддршката, тие ударни ваши проекти, како детското одморалиште, кое нема ни Д од детско одморалиште моментално, не е ни чепнато, воопшто не е гимнато, кои се мерките што ги превзевавте за воздухот, со кои првично беа ударни ваши мерки за чист воздух, каде се велосипедските патеки кои Наташа ги ветуваше, каде е противпожарната нова станица, тие беа вашите ударни проекти со кои што се снимавте и со кои што ја правевте таа ваша кампања. Што значи дека не биле сите ваши проекти баш токму ваши. Сакам да кажам дека ниту еден од вашите ударни проекти не е ниту започнат, а ниту завршен. Толку. Реплика, Методија. Немам намера да реплицирам, тоа е мојот стил на работа, ќе се запознаеме дополнително во наредниот период.
нема да имам намера да зборувам што се ветило, што се реализирало. Можеме слободно да зборуваме за незбројки факти, аргументи, кои проекти во изминатите 4 години се реализирале. Не, ке се префрлува веќе на страната кај вас, колеги, веќе почува да ги потребувате тие, тој збор, ке го направиме мостот, ке биде мостот. Ние доволно период ке имаме, на наредните 4 години, даваме шанса, даваме простор, ветувам дека ќе бидеме конструктивни, ке дишиме во врат, тоа е нашата улога во наредните 4 години, да ве подсетуваме се што сте говореле сите како опозиција претходно, дека била крива власта и да видиме вистински коректор. Јас да, о наводници реков, окрстив мостот Климент Охридски и велам, дај Боже да не испадне така. Меѓутоа сум сигурно убеден дека тоа ќе испадне така, дека во толкав период еднаков, повеќе од 4-5, може би 6 месеци, ќе треба за еден мост да се реализира. Тука дискусите беа тогаш, ама за една улица, ама за еден мост 5 месеци пак, истото ќе биде. Така да, заложбите за тоа кои проекти ќе бидат интегрирани во буџетот, нареден и така натаму, зависи од нас. Колку ќе бидат реализирани, пак зависи од нас. Од нас сите. Зошто? Затоа што ние тука треба да го слушаме слухот на граѓаните и да го пренесуваме тука, да вршиме притисок врз институциите, односно деленијата во општина Битола за побрзо да си ја сработат својата работа за потребите на граѓаните. Ние сме сите тука за потребите на граѓаните. Излево да кажам дека конструктивноста од делот на опозицијата ќе биде на највисоко ниво, меѓутоа немојте да се љутите, да ви паѓа криво на сите. Ако ве подсетувам и ако болат зборовите испревртени сега, што сте вие зборувале во минатото, што се не ќе зборуваме сегашност. Затоа што сега песочниот часовник кој течеше на страната на тогашната опозиција е сега обратно свртен и течи на страната на сегашната опозиција и сум сигурно убеден дека многу побрзо ќе течи отколку претходно што течеше према нас. И сум сигурно убеден дека после 4 години, да, ние изгубивме, затоа ни е местото тука, имаме толка број на советници колку што имаме, затоа сме тука, ама вие ќе бидете декласирани. Дали некој друг бара збор? Анејта Ѓоргиевска. 2 секунди само да прашам, пошто имам реакција од член наш. Што се случи со стримот? Да, немаше стрим. Што се случи со стримот, дури траеше мојот говор. И претходно немаше. Молам? А снимена е седницата? Ке сакам на мејл седницата ми се прати. Дали е само снимен делот ме интересира? Почитувани колеги, почитувана председателка, почитувани медиуми. Јас сум еден од новите советници, колега Илиевски, и сите останати. Меѓутоа, во изминатиот период ние имавме доста добри координации, на кои што се запознавме и со развојниот програм и со годишните програми кои што ќе ги носиме. Многу ми е мило што минатата конструктивна опозиција сега е на власт и што нема да ги прекрати сите проекти кои што претходно беа започнати. И ќе ви кажам зошто. За да стигнеме до реализација на еден проект, потребно ни е прво да имаме законска рамка. Се што вие како партија сте направиле не е за партијата, туку е за сите нас како битолчани. И затоа и мостот, и Довледжик, и сите останати улици треба да ги направиме. Затоа што по нив се движиме сите ние, нашите деца и сите кои што доаѓаат во нашиот град. Токму заради тоа, развојната програма треба да ја изгласаме сите заеднички. И сите заеднички понатаму да работиме во интерес на битолчани. ВМРО ДПМНЕ и коалицијата која што беше во изминатиот период не коалицира со поинакој со левица.
Ние коалициравме со граѓаните. Значи, над 24.000 луѓе во нашиот град ги сакаат тие промени и сакаат улиците кои што претходно беа влезени во програма да бидат реализирани. Зарем треба да оставиме Солунска да биде така? Зарем треба одгоре во Довледжик истото да се случи? Ке ве молам, сите заеднички во интерес. Конструктивна опозиција значи и претходно се договараме и да имаме добри полемики помеѓу нас и на крајот на денот сите да излеземе стрекни дека сме горди битолчани. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Јас имам уште една кратка реплика. Изумив претходниот пат кога станав. Мене ме интересира кога веќе зборуваме за мостот, што ќе се случеше доколку не се појавеше дупка која требаше да се санира на мостот. Значи, ние сме соочени со мост кој можеше да предизвика катастрофа во градот при само санирање на дупка, а тоа ќе се случеше бидејќи во општината никогаш не биле предвидени средства за да се врши ревизија на мостовите. Вчера на состанокот во договор со службите на општина Битола се договоривме дека во наредната програма ќе се одвојат средства со кои ќе се обезбедува, ќе се врши ревизија на сите мостови во градот. Така да, колега Илиевски, ако не беше дупката која требаше да ја санира нискоградба, ние можеби немаше да знаеме дека и мостот не е безбеден за движење. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Процедурално. 5 минути пауза, ако може, за 5 мала минути. корекција. Да го поздравиме и присуството на градоначалникот. Продолжуваме со работа. Дали некој бара збор? Градоначалниче, сакате збор? Повелете. Почитувани колеги, советници, да ви посакам успешна работа, да продолжиме со активностите кои си ги зададовме. Би сакал околу точката на дневен ред да образложам некои од работите. Почитуван совет, почитувани советници, представници на медиумите и други присутни, покрај измените и дополнувањата на програмата за економски развој, програмата за уредување на градежно земјиште, како и програмата за одржување на комунални објекти и институции, локална патна мрежа и улици за 2021 година, денес како точка на дневен ред и програмата која представува иницијален чекор кон реализација на нашата визија за развој на општината во следните 3 години. Како што стои во описот, со програмата за развојни планови на општина Битола за периодот 22-24 година се уредуваат изворите на средства и наменското трошење на истите согласно законските прописи кои регулираат оваа материја. Рокот за реализација на програмата е заклучно со 2024 година. Во овој период посебен акцент сакам да ставам на два капитални проекти значајни за животот и безбедноста на граѓаните од повеќе аспекти. Во програмата за развојни планови се ведува и нова буџетска програма ВА за изградба на други објекти, со која е планирана изградба на објектот на противпожарна единица, а средствата за реализација се во вкупна вредност од 30.750.000 денари, распоредени во 3 години. Со реализација на овој проект се зголеми грижата за безбедноста на граѓаните и нивните добра и ќе се изврши оптимизација на безбедноста во делот на пожарите. Покрај тоа што спортот, втора работа е голем предизвик за многу професионални спортисти, за кои се потребни посебни услови за спортување, согласно високи стандарди на европско и светско ниво, спортот
представува и здрав начин на живот, но и голем поттик и предизвик за младите луѓе. Преку промоција и поддршка на различни спортови, локалната самоуправа може да даде голем придонес во изградбата на здрави генерации, она за што се залагавме целото време. Главен предуслов како за промоција на спортот, така и за негов развој и постигнување на високи резултати од страна на професионални спортисти и спортски клубови представуваат условите во кои спортистите тренираат или се надпреваруваат, односно спортската инфраструктура. Токму затоа, вториот капитален проект кој ќе биде реализиран од страна на нова локална самоуправа со поддршка од Советот на општината Битола, изградба на спортски комплекс во вредност од 184 милиони и 500 илјади денари. Комплексот планирано е да вклучува голема спортска сала за спортски игри и мала спортска сала за боречки индивидуални спортови, што конкретно ќе биде дефинирано при изготвување на проектот. Согласно деталниот урбанистички план, двата објекти предвидено е да бидат изградени на просторот на поранешната касарна, а постапката ќе отпочне со изготвување на потребната проектна документација. Останатите проекти од развојната програма насочени се кон подобрување на инфраструктурните услови во урбаниот и руралниот дел на градот, реконструкција и доизградба на улици и патишта, колектор во селото Брусник, изградба на детска градинка во Арама, а предвидени се средства и за реализација на проектот за гасификација во делот на надлежностите на локалната самоуправа. Со завршувањето на овие проекти до 2024 година сметам дека значително ќе се подобрат условите од аспект на противпожарната заштита, спортот, социјалната заштита, животната средина, ќе се создадат и можности за подобар економски развој преку подобрување на инфраструктурата во општината. Ви благодарам. За дополнителни прашања ќе се тука сум на располагање. Благодарам. Ви благодариме. Дали некој друг бара збор? Борче Корлевски. Ви благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги советници, медиуми и јавност. Значи, по точката на дневниот ред би сакал да говорам само едно. Во делот на развојната програма која што е чин кој што е документ кој што го одделува работењето на Советот и на општина Битола во повеќе години, значи збораме за еден скоро цел мандат, а не за годишно. Сметам, барем имам една забелешка која што добронамерно би сакал конструктивно и до вас, почитуван градоначалник, во делот на мултифункционалниот спортски објект. Сметам дека финансиските средства се мали за таков објект. Зошто? Не би сакал да парафразирам претходни советници, направивме трибините, проширување, зголемување, значи за услови за спортски меѓународен надпревар. Тука имате колега советник кој што е исти од мнозинството. Потребни се многу други работи да се доисполнат за да се изигра меѓународен надпревар. Од службени простори со облекувални, осветлување кој што им е стандардизирано, да не зборувам за останати припратни работи, подлога и така натаму, кои што бараат многу повеќе дополнителни средства. И самите бевте сведок во претходниот мандат како советник, кога ги менбавме развојните програми, особено во делот на стадионот, иако беа предвидени 5 милиони, па сега најверојатно е до 7 милиони евра, затоа што само столчината дојдеа до 20 милиони денари, околу 500.000 евра. Значи, стандардите, доколку сакаме да ги задоволиме, затоа што не постои голема и мала сала. Типичен пример можем да ви го посечаме салата во медицинското училиште. Значи, се направи сала која што има стандарди за ракомет и за кошарка, зборам и за одбојка, меѓутоа не бе предвидено во проектот за топлувањето. Бидејќи сме таков град како што сме, затоа што зимските услови се такви како што се заради климата и така натаму, не може да се дозволи еден таков начин на функционирање. Истото беше и со спортската сала, па предходниот градоначалник па правевме проект со меѓународна соработка за затоплување со пелети еколошки, па го менававме и така натаму. Значи тоа ќе бара дополнителни средства. Ако сакаме да ствариме мултифункционален спортски објект кој што ќе биде навистина со стандарди, значи не зборувам за училишни сали во кои што ќе може да се изведат
Зборувам за мултифункционален спортски објект во кој што ќе ги исполнува условите за одржување на меѓународни надпревари, пошто така беше поставено како точка, мислам, или објаснато од службите. Тогаш нема мали и големи сали, туку постои сала која што ги исполнува условите и сала која не ги исполнува условите. Значи тоа во стандардите и во делот на ракометот на ЕХФ и во кошарката, во делот на ФИБА АБА лигата, сега ќе што ги апелисте, и во делот на борењето си има стандарди кои што се знае по кој може се работи, бидејќи вчера на комисија разговаравме во делот на, имаше и кај опозицијата и кај власта, во делот на проектирањето. Проектантот одлучил така. Значи сето тоа убаво проектантот ќе одлучил, меѓутоа треба да победиме аспект или барем на комисиите да го разговараме, на матичните комисии, дали е за спорт, не знам, делот на урбанизам, дека стандардите мора да се почитуваат. То може би за окот за проектантот би изгледало убаво, симпатично, доста коректно, сликовито, добро. Меѓутоа во делот на спортот, во она што можам јас, барем, повеќе од 17 години сум дел од таа работа, без оглед, значи во секој дел на организација и учество и така натаму, сметам дека овие финансиски средства, барем за мултифункционален проект, треба да предвидите дека во иднина ќе требаат повеќе финансиски средства за да го навистина тоа реализираме како што треба и да биде во интерес, затоа што навистина да, потребни му се спортски објекти повеќе на градот, да не звучам тенденциозно само за спортот, потребни си останатите делови. Апсолутно за противпожарната единица не можам да зборувам дали навистина тие финансиски средства ќе бидат доволни или кои се тие стандарди кои што треба да ги обслужува. Меѓутоа во овој дел сметам и мислам дека треба малце посериозно, затоа што не само што ќе се одолжува, туку и тоа што ќе биде направено ќе биде половично. Го гледавме во многу наврати и во училишните сали која што се отвара, например, реконструкција на училишна сала во Колеканенски сменат паркетот, ама со облекувални нема. Реконструкција на сала Елпида Караманди или било кој да не ги набројувам, значи делимичното или импровизација во спортот повеќе не постои. Се работи навистина во овој период со пари и условите се тие. Затоа немавме еден период меѓународни настапи на репрезентацијата на Македонија во било кој спорт во Битола само заради условите. Значи новото осветлување кое што беше поставено во спортската сала беше повеќе од 200.000 евра. Иако беше поекономично и така натаму едноставно, меѓутоа бара стандарди. Дотогаш ги имаше 300 лукса за спортската сала, сега ги има 1000 лукса кои што ги поставува Европската ракометна федерација и тоа е факт. Дали во иднина или пак на пример во тој проект ќе ги офаќа стандардите само за одржување на спортови кои што се од интерес на градот, на пример рекреативните, тогаш е во ред. Меѓутоа ако зборуваме за меѓународен спорт, овие средства се мали и ќе треба да се планираат дополнителни без оглед во која година, во која ставка или начинот ќе се променува развојната програма. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, претресот го заклучувам и точките ги ставам на гласање. Прва точка. Програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2021 година. Кој е за, ќе ве молам да крене рака. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена. Втора точка едногласно. Втора точка програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека втората точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Минуваме на трета точка. Програма за измена и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2021 година. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека третата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Четврта точка програма за развојни планови на општина Битола за периодот од 2022 до 2024
година. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека четвртата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Пауза од половина час за да има мандат на комисија и да се разгледат предлозите за членови на комисиите на Советот на општина Битола. Со работа. Преминуваме на точка број 5. Расправата ќе ја водиме заеднички за наредните точки, затоа го повикувам председателот на комисијата за мандатни прашања да ни прочита како помина комисијата. Повели Ѓурѓе. Благодарам. Председателке, почитувани колеги, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања одржа состанок во врска со формирањето на комисиите на Советот на општина Битола. Ќе ги прочитам сите комисии кумулативно. Комисија за финансии и буџет. Председател Габриела Илиевска, членови Пеце Милевски, Бојан Бојковски, Борче Корлевски, Елизабета Тодоровска. Комисија за јавни и комунални дејности. Председател Бојан Бојковски, членови Мирјана Захариевска Ралевска, Ѓорги Ѓоргиевски, Кире Климевски, Алмира Демовски. Комисија за урбанизам и заштита на животна средина. Председател Пеце Милевски, членови Златко Лозановски, Жаклина Нумовска, Јасмина Бунеска Талевска, Гаврил Трајковски. Комисија за јавни дејности. Председател Марица Тодоровска, членови Златко Лозановски, Иван Чулаковски, Мерита Исмаиловска, Јасмина Бунеска Талевска. Комисија за местна самоуправа. Председател Марко Јосифовски, членови Мирјана Захариевска Ралевска, Сашо Никовски, Жаклина Нумовска, Горан Велевски. Комисија за заштита на човековата средина. Председател Анета Ѓоргиевска, членови Марта Ѓоргиевска, Чулаковски Иван, Кире Климевски, Александар Димовски. Комисија за доделување на општински награди и признанија. Председател Ненси Лозанче, членови Елена Кромидаровска, Жанета Ангелеска, Петар Николовски, Алмира Демовски. Комисија за статут и прописи. Председател Ѓорги Ѓоргиевски, членови Златко Лозановски, Алмира Демовски, Валентин Груевски, Мирјана Захариевска. Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите. Председател Габриела Илиевска, членови Ѓорги Ѓоргиевски, Марица Тодоровска, Жанета Ангелеска, Методија Илиевски, Мерита Исмаиловска, Елена Кромидаровска. Комисија за вршење на надзор на материјално-финансиското работење на Советот. Председател Марица Тодоровска, членови Златко Лозановски, Елизабета Тодоровска, Валентин Груевски, Гаврил Трајковски. Комисија за евроинтеграции и меѓународна соработка. Председател Борче Корлевски, членови Марта Ѓоргиевска, Ненси Лозанче, Методија Илиевски, Алмира Демовски. Комисија за млади, спорт и рекреација. Председател Зоран Петковски, членови Михајло Вангелов, Марко Јосифовски, Петар Николовски, Борче Корлевски. Комисија за локален економски развој. Председател Пеце Милевски, членови Гаврил Трајковски, Марко Јосифовски, Зоран Ѓоргиев, Елизабета Тодоровска. Комисија за безбедност на Советот. Председател Јасмина Бунеска Талевска, членови Жанета Ангелевска, Горан Велевски, Марко Јосифовски, Петар Николовски. Комисија за правата на децата. Председател Елена Кромидаровска, членови Мерита Исмаиловска, Методија Илиевски, Анета Ѓоргиевска, Марта Ѓоргиевска, Горан Велевски, Михајло Вангелов. Комисија за подигање на спомен обележја. Председател Сашо Никовски, Марта Ѓоргиевска, Кире Климевски, Иван Чулаковски, Зоран Ѓоргиев. Управен одбор на фондот за награда 4 ноември. Председател Габриела Илиевска, членови Бојан Бојковски, Марко Јосифовски, Ненси Лозанче, Жаклина Нумовска, Зоран Петковски, Методија Илиевски, Зоран Ѓоргиев и Александар Димовски. Комисијата едногласно ги усвои сите овие предлози. Ви благодарам. Продолжуваме со работа. Ќе ги гласаме сите точки заедно и претрески има по сите точки заедно.
Пета точка, формирање комисија за финансии и буџет. Отворам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Значи слободно и за другите ако имате, може сега да земите збор. Дали некој бара збор? Повелете. Почитувани колеги советници, почитувана председател на совет, почитувани присутни. Сакам да се заблагодарам на дадената можност и на поддршката да ја водам Комисијата за безбедност од неколку причини. Јас сум нова во овој состав, меѓутоа во изминатите 3 години имав можност да соработувам и со Советот на општина Битола и со општинската администрација по неколку основи, како председател на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот, како член на партиципативното тело за урбанизам и како надворешен консултант делегиран од ЗЕЛС да им помогне на општините, не само на општина Битола, но и на неколку други општини, Кавадарци, Куманово, Карпош и Охрид, во процесот на решавање на одржливата урбана мобилност, односно спрегата помеѓу сообраќајот и мобилноста. Од таа причина сметам дека предлогот за председател на Комисијата за безбедност ќе овозможи еден континуитет во она што беше направено во изминатиот период, а беше направено навистина многу. Само ќе издвојам неколку од завршените активности. Тоа се низа на предлози за проекти за инфраструктура, за смирување на сообраќајот во делот на училиштата, обезбедување на безбедни рути на децата за училиштата, предлозите за сообраќајните студии, предлогот за план на активности за одржлива урбана мобилност и за периодот 2019-2021. Потоа ќе ги издвојам предлозите кои што на партиципативното тело за урбанизам беа дадени, а тоа е изработка на сообраќајна студија за потребите пак на предлогот за измени и дополнување на генералниот урбанистички план од 1999 година и уште низа на активности кои што беа завршени, дел од нив беа изгласани тука на совет, така што верувам во продолжување на исклучителното ниво на соработка, во професионалноста, во континуитетот. Само единствено што жалам и што сакам да го истакнам е тоа што и во изминатиот период дел од активностите не беа реализирани. Жалам што еве слушам дека дел од средствата за тие токму проекти се пренаменети. Слушам дека не се во развојната програма не е предвиден нити генералниот урбанистички план, нити сообраќајната студија, но верувам дека тоа ќе биде понатаму и затоа и жалам што комисиите можеби не беа претходно формирани за да можат да го дадат својот допринос во развојната програма, но верувам дека на тој начин нели ќе имавме и можност за например, еве ќе земам пожарната локацијата, така сообраќајната студија ќе даде насоки за поволностите не само за тој објект, туку и за други капитални објекти кои што ги имаме во развојната програма. Благодарам уште еднаш, мојата реторика од претходните 3 години планирам да ја задржам конструктивно, професионално, во интерес на Битола и битолчани. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за петтата точка, формирање комисија за финансии и буџет? Ве молам да кој е за да крени рака. Констатирам дека петтата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Преминуваме на шеста точка, формирање комисија за јавни и комунални дејности. Отварам претрес по предлогот, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака.
Констатирам дека шестата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Седма точка, формирање комисија за урбанизам и заштита на животната средина. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека седмата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Осма точка, формирање комисија за јавни дејности. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека осмата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Деветта точка, формирање комисија за местна самоуправа. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја затворам точката и ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека деветата точка од дневниот ред е усвоена. Десетта точка, формирање комисија за заштита на човековата средина. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека десеттата точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 11 точка, формирање комисија за доделување на општински признанија и награди. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 11-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 12 точка, формирање комисија за статут и прописи. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 12-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 13-та точка, формирање комисија за еднакви можности меѓу жените и мажите. Отварам претрес по предлогот. Кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 13-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 14-та точка, формирање комисија за вршење надзор на материјално-финансиското работење. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 14-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 15-та точка, формирање комисија за евроинтеграција и меѓународна соработка. Отварам претрес. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 15-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 16-та точка, формирање комисија за млади, спорт и рекреација. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 16-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 17-та точка, формирање комисија за локален економски развој. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 17-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 18-та точка, формирање комисија за безбедност. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 18-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 19-та точка, формирање комисија за правата на децата. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 19-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 20-та точка, формирање комисија за подигање на спомен обележја. Отварам претрес по предлогот. Молам кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 20-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 21 точка, Управен одбор за наградата 4 ноември на Совет на општина Битола. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлогот го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. Констатирам дека 21 точка од дневниот ред е усвоена едногласно. 22 точка, решение за определување членови на Советот на општина Битола кои ќе учествуваат при склучување бракови. Отварам претрес по предлогот. Дали некој бара збор?
Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Констатирам дека 22-та точка од дневниот ред е усвоена едногласно. Со тоа дневниот ред за денешната седница е исцрпен и седницата ја заклучувам. Ви благодарам на присуството.